Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Сите вие кои сте на фреквенцијата 107,4, сите вие кои не следите на Facebook, доколку ја немате најден лајкнато нашата Facebook страница, за секое утро да не следите во живот, ставете лайк. И нормално сите вие кои отпосле не следите на YouTube и вие стиснете субскрайб на нашиот канал. Претплатете се на нашиот канал. Не. За да не следите, затоа што ние сме единствената утринска политичка емисија во етерот во Македонија и веројатно една од подобрите до областа на Виена. Да, јужно од Лондон треба многу да се потрудиме. Овако. Се уште немаме влезено нели на тој пазар. Ова со субскрайб, со лайк, знаеш, мора да се прилагодуваме на новите трендови на Да, ама веќе гледаш како ти кажам. Полека се покажува дека конвенционалните медиуми го имаат филтерот и затоа се најдобри. Затоа што ние филтрираме конвенционалните медиуми, подлежат на одговорност пред Агенција за медиуми, конвенционалните медиуми подлежат на одговорност пред саморегулаторните тела и конвенционалните медиуми секогаш били и секогаш ќе останат најдобар начин да стигнете до вистината. Боцевски, ово утро има многу неконвенционален наслов на нашата емисија. Насловот е: кој е пеколниот план на Ковачевски и Зечевиќ? Пекулен план. Ама вјус ни требаат, кликови ни требаат. Чекај да кажеш пекулен план, да ставиш, не знам, Бајден, Путин, не знам, Ши, Макрон. Ама Ковачевски и Зечевиќ, што пекулно Ковачевски и Зечевиќ може да спремат? Јас тебе те разбирам, но ти свати дека ни требаат кликове. Значи, за да добиеме кликове, мора да разговараме на вакви теми. Значи, види сега, ја те разбирам тебе и ти разбери ме мене. Јас се слагам со тебе, но не морам да ставам ваков наслов сега. Не требаат кликови, човече, треба да имаме 20, 30, 50 хиляди, 120 хиляди прегледи на ова видео. А како ќе го постигнеме со тоа, освен ако не се глупираме со насловот? Не се глупираме, ние сериозни теми дека секојаш кажуваме. За глупирање има кој да се глупира. Ама барем еднаш неделно да не бидеме сериозни, за да не вади. Не, мора да сме сериозни. Вчера, например, ја имав едно гостување на Македонско радио, потоа се јави еден новинар на привремена работа во власта. И тоа ми се јави на многу интересен начин. Што зборуваш, глупости, вака, така, манипулираш. Јас му реков, дај мал се прибери се, мал се попристено. Значи, очигледно, види, сега, ако така се зборува кај нив во круговите, овакво, окей, ако нив сопругите ги толерираат дома така да зборуваат, во ред, ја така не зборувам. И мене ќе ми избркаат. Дома ли за насловот премери, викам, за ова нема да ми избркаат. Ај, кажи се што е пеколниот план, еве, објасни ми го. Значи, пеколниот план на Ковачевски и на како се вика се Зечевиќ, и на Зечевиќ е да нема парламентарни избори заедно со председателските. Прво да имало председателски избори во кои ќе бидат сите политички партии. План, види. Тоа не може да е пеколен план, затоа што тоа е како беше она, што е на бабата мило, тоа на бабата ти се снило. Зошто мислиш дека не може? Само да ти го дообјаснам, пошто слушателите го немаат. Ајде да го чуеме. Значи, и на председателски избори СДСМ треба да излезе заедно со сите албански партии со еден кандидат и тој кандидат нели треба да победи, па после тоа да им даде, го цитирам пеколниот план, ветар во грб за парламентарните избори.
И така ќе направиле пата ситуација или ќе изгубеле со 7-8 пратеници од ВМРО максимум и после ќе успееле, нели, да ги соберат сите албански политички партии, така да направат влада. Видите. Според сценариото Ивица сега требаше да се изнасмееме. Не, како ти кажам? Ама сега нема мейл пишува сега човече, тука и пеколниот план го анализираме. Не. Вака. Прво. Миле Зечевич и Димитар Ковачевски не се способни да разсудуваат стратегиски. Не се способни да планираат стратегиски. Тие во моментот се наоѓаат од првиот секунда се наоѓаат во еден грч. Се сведува на дневен менеджмент да се турне еден ден понатаму за да може некаде нешто да се вградат. Тоа е тоа. А пеколни планови едно друго баш кога сега. Тоа е. Чекај, извини само, морам, значи ова Ивица ми велат, Лјупчо, ако се зачнеш во ВМРО ДПМН, ќе имаш повеќе субскрайберс, ми вели еден од слушателите. Стојан Стојковски, ја не можам да се зачнам во ВМРО ДПМН, затоа што прво сум новинар не може да членува у партии, есте да сега некои други стандарди, нели, како се вика, наметна некои колеги, дека можат и партиски активисти, тоа не е можно, по никој кодекс на светот и нигде на планетава Земја, така не можам да бидам член на ВМРО ДПМН, максимум можам да бидам гласач на ВМРО ДПМН, ама обично работам за време на избори, ме мрзи дури да идам и да гласам, пошто се бавиме со многу побитни работи, нашиот еден глас не може да смене ништо. Сега трета работа, ја не можам да членувам во партија со која идеолошки сум на различна политика. ВМРО ДПМН е одлична оперативна партија со наистина секогаш кога била на власт остварила, нели, економски резултати така натаму, но ја малку сум по на кај центар, на кај лево, така со моите гледишта. Еве, Ангелов Маријан вели, тие немаат множество за влада, а камоли пеколни планови. Не, тоа е. Не, вака се, ај се да расчистиме некои работи, дека прво Лјупчо Златар си го вади лебот од новинарството. Цел живот. И тука си е конзистентен. Јас во мојата кариера сум имал и други нешта и тука ти беше функционер, токму заради тоа. И заради тоа не кеш да се зачиниш у ЗНМ и да јас те терам. И да одам на протест. А ја те терам, ти по сите стандарди. Знам, ама не е фер. Знаеш, кога ќе преминеш таа линија еднаш, премината е. Бар ја така мислам, еве. Не е битно. Да се вратиме па натаму на темиве. Значи, проблемот Ивица, може ли сега вака да те не вака, проблемот со СДСМ. Од СДСМ е откорнато не само срцето, туку и душата. Значи, во моментот кога од СДСМ кетр не се сме. Срцето и душата. Да, не се ни во Вашингтон, ни во Брисел. Затоа што срцето и душата на СДСМ како партија, значи не зборуваме се. Кај нас веднаш асоциацијата за некои, како ти кажам, зашо? За некои разноразни срце и душа. Да, не. Кај нас веднаш асоциацијата на СДСМ се приватизација, овие афери, Зоран Заев, сега и така натаму. За таа партија гласале многу илјадници луѓе. Членувале илјадници луѓе. Јас сум гласал за таа партија. Јас сум членувал за таа партија. Мотивот на тие луѓе тоа да го направат е затоа што сметале дека тоа е партијата на Македонија како што тие замислуваат, една граѓанска, отворена, демократска, слободна, европска и така натаму, но сметале исто така дека фундаментот на таа партија е цврсто вкован во Аснум и во неговите одлуки и во наследството на Аснум. Значи, со сите екзибиции на Зоран Заев. Значи, буквално откорнато е, да речем, тоа срце на и таа душа на партија. Значи, се види, сега се сведува на нешто што го викаат на Запад физиократски партии, односно партија која што гледа да дое на власт
По инерција постои. Ивица, сега, ај вака, ќе бидам со тебе директен. Ајде да се тргнеме од ова пеколниот план. Добро. Ајде да свртиме во образ на насок. Кој е единствениот начин СДСМ да остане на власт во Македонија? Да се заведе диктатура или да дојде до странска окупација. Друг начин не гледам. Мислиш дека не може на избори на демократски, со демократ, а широка влада со ВМРО ДПМН некој направи? Како тоа ќе направи? Види како им приде се на ВМРО ДПМН. Како па тие ќе прифатат? Овакво дека се добро, не ме тепај сега. Не бе како чека се ВМРО ДПМН како партија сака да опстои и да тера понатаму. Ама чекај се. СДСМ е ефективно на власт во моментов. Така. Како да остане на власт? Не може. Нема математика. Да можеше ќе оде утре на избори. Ама и ќе има чист мандат. Не може. Значи да заведат диктатура или евентуално да странска окупација па да ги наметнат на власт. На друг начин не. Ама еве велат дека ВМРО ДПМН не можело да изгради коалиционен потенцијал со албанските политички партии. А тие можеле све да им дадат и така да останат на власт. Што правиме со тој муабет? Апсолутно. Така може да останат на власт? Не. И така немаат математика. Зошто? Немаате сите албански партии со СДСМ немаат 61 пратеник во моментот кога има избори. Нема. Кој е тогаш пеколниот план? Па нема. Нема. Значи темава избори. Тоа е едно, а второ види вчера не прекина веден многу убав муабет, ја дури почнав и да пишувам, вчера ме инспирираше, мора да ти кажам. Нашиот гостин сум заглавил. Нема, ми ја украдовте тука емисијата пола саат. Не, заглавив до 2 часа читајќи некои интересни наслови. Иако не заради тоа не доцниме, мора да кажам сега. Доцниме ради мене, ја не сум ни исчеслан, гледате капче си носам. Да. Дури ни Данела не е виновна за доцнењето. Абе, го прави Данела јавниот прелог? Го подоправи. Морам да кажам дека дајме плакета од не лошо ми е наутро која ако фатам тој автобусот заедно со деца што одат во хемиска школа, тогаш може да биде малку е гужва, иначе во ред. Љупчо, нема математика. Едно тоа, второ, ова што го загатна вчера Александар Николовски во нашата емисија, јас дури се мислам да поканам човек кој што на таа тема докторирал и кој што знае тоа да го представи за гледачите. Еден наш добар познаник и чест гостин. Шиде Даскаловски, конечно да го чуеме на тема на мултикултурализам, има, не знам дали знаеш, докторирано. И на аранжмани за мултикултура во поделени општества. Ме следиш? Да, те пратам. Така што она што го кажа вчера, аз стварно ме загрижи и ме замисли. Да, Александар имаше сериозна теза и во собранието ја изнесе и овде ја изнесе кај нас. Значи, ако тргнеме од принципот дека оваа земја е унитарна и да го сочуваме унитарноста, овако, што е уставен принцип, што сите го прифаќаат, но истовремено да ги уважиме етничките разлики. Значи мораме да најдеме механизми. Значи потребен е сега рамковен договор за мнозинството. Ако можем така да кажем. Може би дојрански, не знам како да наречам. Слушатели, еспресо со Златев и Боцевски, се уште го бараме одговорот на прашањето кој е пеколниот план на Ковачевски и Зечевич. Доколку имате одговор, ве волам и прокоментирајте. Не, двајца мои пријатели и веќе се јавија. Прво забележуваат што сме доцнеле, вако. А втора и тие се смејат на самата, знаеш, кој бе пеколен план може да смислат тие двајца, да објасниме. Еве, вели, има Стојан Стојковски, наш слушател, вели, само ако во предизборна кампања велат дека ќе го сменат името. Дека ќе го вратат името. Кој ќе верува?
Ево одма одговор за слушателот кој ќе им верува. Не е ни ова пеколниот план. Кој ќе им верува? Ајде да кажа. Сега замисли Димитар Ковачевски вика: "Ние ако не изберете, ќе вратиме Република Македонија." Друг пеколен план за СД. Мене ми текна што планира. Значи они ќе отидат сега у Централен регистар и треба да го сменат името на партијата во СДСМ. Не, ВМРО, цртичка ДПМН, уште едно да додат, не разбираш. И да прават забуна, логото исто да ги земат тие бои. А не, трагично е што се случи. Као то пиша, то шиба, што прават. Види, за да види, ништо нема трагично доколку нели било кој да вие политичкиве партии на сцена, јас нема, така? Меѓутоа, во моментов кога се руши стожерна партија е проблематично, затоа што системот малку се ниша додека да се стабилизира. Гледа Србија, например. Еве, кој е во моментов пандан на Вучич? Нема. Што значи дека човекот може лесно да забега. Веројатно во некои области се не живееме во Србија, србите знаат, и има забегување, претпоставувам, и ги има аномалиите. Зошто? Затоа што комплетно се распадна тој дел на сцената кој што беше против него, но на Демократската странка на Тадич на време и така натаму. Видија сега и Хрватска со овие нишањаки социјалдемократија. Ај таму еве Милановиќ го избра, па тука некој баланс нели се прави. А гледа го ова кај нас, имаш, како ти кажам, освен лична корист, затоа и држава вака се води. Освен лична корист, нешто малце се како беше овој нашиот другаш подукрадне со рака нека ќе покаже нешто малце се подукрадне, некој да се вработи ваму или онаму. Зошто си на власт? Значи кој им верува за нив дека они тераат европска перспектива? Никој. Значи европската перспектива не е пеколниот план на Ковачевски. Кој се противи на кажи ми една политичка партија во Македонија што се противи на Европска унија и на европска перспектива, една. Нема. Десна на Палчо. Ма чекай бе, се збориме за сериозни партии сега. Овие како се викаат? Сите, чекай се. Ја треба сега само да глумам, се извинувам почнем се. Сите кои не гласат за бугарите да влезат во уставот. Епа, сите што гласат бугарите да не влезат во уставот се оние кои што во суштина сакаат оваа држава да се сочува таква како што и да функционира таква каква што. Ама не сега види. Абе види, проблем има. Не може да ставаш малцинство кое што го спори мнозинството. Нека се соберат затоа што очигледно е цела ова организирање на бугарски клубови едно друго ги прави бугарската амбасада овдека во содейство со бугарските служби. Иначе имаме дупло повеќе гледаност во живо од било кој подкаст што сме го правиле само поради тоа што имаме глуп наслов. Да знаеш. А чека, ова ти е некој социјален експеримент? Да. Ова е класичен не гледаш дека глумам цело време. Го бараме пеколниот план, почитувани слушатели, на Ковачевски и на... А не, види, може, знаеш зашто? А може и случајно да го најдеме до крај на емисијата, така што останете со еспресо со златна. Има некои емисии на наши колеги, знаеш, онака, кои што нели имаат вонредни политички анализи едно друго. И сега тука има некои мити. Миле Зечевич бил шеф на УДБА, тука нешто. Сега не ми го чепке Васко, сум работел со човекот, јас за разлика... Значи, го спомнав ли? Не. Дали го спомнав? Го спомнав, па што он само прави вонредни политички анализи. Јас сега да ти кажам. Не знам тоа. Јас за разлика од многумине што се шетаат по подкасти, по телевизија, си ги олајаваат колегите со кои секој ден оделе на работа леп јаделе, јас со Васко Ефтов сум работел и нема да го олајавам сега. А Латос? Независно, не го олајавам, кај го олајавам Латос. Кога сум кажал ја нешто е и покрај лош збор, никогаш. Не, у кафана сум кажал вака јавно. Јавно, он ме оговараше таму у тоа подкастот. Нека му служи на чест. Јас за Лата сега нема ништо да зборам. Од една единствена причина што сум работел со тој човек, сме биле заедно, сме делеле добро и лошо. Не само тоа. Сега да го олајавам ја по радија. Едно време беше фаворит вака во промоцијата. Да. Станав у меѓувреме со расоидче според него, но нема никаква врска, нека му служи на светото. Нема да го олајавам за ова што му се случи, односно што го предизвика, едноставно ќе кажам, го споделувам ставот на Сдруженијето на новинари на Македонија, кој го афирмирав и тоа е тоа. Тука завршувам со тоа, не сакам да влегувам сега во никаква операција. Сдруженијето на медиуми имаше многу
добро сообщение. Еве сега. Одиме со коментарите од слушателите. Ајде, не пеколниот план, него не меѓутоа знаеш зашо го бараме до крај на емисија. Знаеш зашо ги спомна во одредените политички анализи. Таму се бараат нели тие врски. Пеколни планови. Не. Да ме седнал се некој таму на Бихачка и заедно со Сорос, масоните, Розенкројцерите, темпланите, знаеш, атрактивно. Ватикан обавезно, молим те. Не, се зависи. А Ватикан не е обавезно, добро. Тоа гости поише такви теми зборат, он се поише човеков за ова. Немој сега да не навлизаме. Не бе зборувам сега, нели бараме пеколни планови, како се бараат. Не, си го вади он лебот кој сите што си го вадат, нека си го вади. Не го спорам тоа бе. Не го спорам, јас само содржински Поштовани слушатели, останете до крај на оваа емисија затоа што ви ветуваме дека ќе го најдеме пеколниот план. Ми велат, Александар вели добро капче, да, од Вајкики е капчево на попуст 180 денари. Многу сум скржав ја однос на дајање пари за облека. Вика, народот одва и чека да дојдат избори, добро. Добро утро, сега имаме некој озбилно се фатил за работа, да видиме дали го најдува пеколниот план. Добро утро, за да направиш пеколен план, треба да имаш мозок, идеја и авторитет. За жал, ништо од овие карактеристики немаат. Така да седете си раат. Пие, старите рекле, еден ненормален што може да направи 1000 паметни не можат да ја оправат. Па видовме. Мислам дека таа поговорка вака повиена Viber што клужат групите треба со слика од Заев да кружи. Полека проблемот со Заев е што полека добива конкуренција во земјава. Не бе, што се сомнеш дека он уште ги влече конците? Каде? Во СДС. Значи тогаш пеколниот план не е на Ковачевски Сечевиц. Дали некој друг има пеколен план е прашањето? Не, слушај, мора да те прашам нешто, бе, слушна дека ќе добиеме сестринска емисија? Да, го храбруваме, ги охрабруваме колегите Борјан Ивановски и Сашо Ордановски во нивниот подкаст. Дори подготвени сме и технички да им помогнеме со совети, со така натаму. Радио кој јас го правив технички, многу ми помогна колегата Столен Умов. Да, Столе е. Да, така што колегијално и ние се нудиме за Столе е нешто специјално, мора. И ние се нудиме за помош, нели? И помогнеме колку можеме. Се надеваме дека ќе траат. Само не ми се свига што идат 2 пати неделно, нека идат секоја сабајле да си бидеме конкуренција, затоа што без конкуренција сме и ние сме, вака треба пеколни планови да бараме. Кога немаме конкуренција, која те следи, која следиш. Планот беше очигледно кој што се распадна. Сега да се вратиме како беше сега јако ќе почнем како тебе back to square one. Значи, добро. Да се вратиме на почетокот тебе, по македонски. Што беше планот? Планот беше да се направи коалиција каде што ќе влезат сите партии на албанците во Република Македонија. Тоа е пеколниот план. Тоа беше. Чекај. Почитувани слушатели, пред да стигнеме до пеколниот план, прво да го анализираме бившиот пеколен план на Ковачевски и Зечевиц. Ова се гледа ка Васко оставил траги на твојот развој. Бившиот пеколен план Боцевски не може да сега те молам за вас. Да. Добро се. И се пеколниот план бил следниот. Значи, правиш коалиција со сите партии на албанците. Тука, нели, во старт се гледа дека тука учествувал во правењето на ова и Фрчко. Само на него ова изгледуваше. И тука, нешто нека, штом ги собереш нив, влегуваат, што би рекло, че дојат странците, нели, амбасади тука, специјални пратеници на друго, го кршиш ВМРО, а ако не ВМРО 8 пратеници си купуваш, нели, така беше. Ги поминуваш уставните измени и тераш. Ке добиеш поддршка од нели и тераш понатаму. Тоа беше пеколниот план. Се распадна. Се наместо да биде изолиран се јави Самуел Малчевски и он има пеколниот план. Ајде да го чуеме него. Самуел Малчевски вели играат многу видео игри и си прават филмови. Не, филмови види. Прво, македонската политика... Седа само филмови си правиле. Не, македонската политика е ма каков Холивуд нема таква продукција. Холивуд и Боливуд да ги споиш заедно нема таква продукција на филмови како што има македонската политика. Не, види, како што има било која политика. Знаеш зашо? Политика е работа со луѓе, така? Немој да мислиш дека
Еве сега ќе ти открием една, не ти открием, 100 пати сум ти кажувал. Еве, кога сум бил како министер на влада во Брисел или во Вашингтон, нели? И сакал некој со некои луѓе таму воспоставуваш степен на доверба, така? И кога ќе се седне на маса, кога ќе завршува работава што завршува, нели, потоа тече неформален муабет. Неформалниот муабет. Буквално како да си насред Скопје, озборување, кој што во политиката, кој што внатре меѓу нивните, кој што од другите, пеколни планови и така натаму. Значи никој не е имун на таа работа. Ивица, одиме со краток блок на реклами. Да. А по рекламите, почитувани слушатели, ќе да знаеме што бара Миле Зечевиќ во пеколниот план на Зечевиќ и Ковачевски. Дади личен придонес кон поздрава животна средина. Замени само 1/3 од твоите патувања со автомобил пократки од 6 километри со возење велосипед или пешачење и придонеси за намалување на твојот јаглероден отпечаток за близу 4%. Сите заслужуваме почист воздух во нашиот град. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. Враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели, барајки го пеколниот план на Зечевиќ и Ковачевски. Боцевски, кога сме кај пеколниот план, ни пише еден универзитетски професор, Рубин Земон. Што вели Рубин? Дека ќе сме изгубеле ние. Кој сме ние се? Затоа што многу сме го подценувале противникот. Не бе, кој го подценува, мислам, види. Зарем би го подценувал? Зарем ја лично како човек ќе се подценува некој? Не ни го дава пеколниот план ни он. Еве сега ни пише тука. Не, ама не ни го дава пеколниот план. Уште го бараме пеколниот план, почитувани слушатели. Па чекај, еве да прашам, зарем лично ја и ти као некој кој што би подценувале доктор на науки, дипломец на Харвард, CEO на една од главните компании, универзитетски професор, основач на стартап, успешен кој што уште делува. Делувам ја како човек што би
подценувал таков лик овако? Боже сад човек. Еве, ја Елон Маск не го подценувам, секако. За него збори. За него збори. За него. Јас го параме към кој За Елон Маск. Да. Ја, чекај се. Или да речеме, зарем би подценувал ја човек кој што бил шеф на тајна служба и кој што понатаму останал сива еминенција во таа тајна служба. Покоен Ричард Хелмс, кога сум го подценувал ја себе? За него мисле. Да. Чекај. Значи, Елон Маск е како основач на стартап, како човек, добро, пардон, не од Харвард, он беше, знаеш дека он бил 3 дена на Стенфорд, докторат по физика имал запишено, бил 3 дена и се излегол. Богдан Илиевски му враќа на Рубин Земон дека го знаел и текстот на шпанската химна, ама не го кажу, сега немојте да се препоцавате, професор Земон, еден прекрасен човек, еден малку има несекојдневни ставови за некој работи. Зарем би подценувал би подценувал такви ликови? Боже се човек. Чекај. А што бара Елон Маск? Што бара Зечевиќ во пеколниот план на Ковачевски и Зечевиќ? Од сега само постојано во тие соопштенија. Да, види, тоа е иновација во македонската политика, да. Дека партијата која ја водат Ковачевски и Зечевиќ. Тоа германците смислеа, нели, дека заради родовиот принцип најчесто нема да имаме лидер, туку ќе имаме двоец, нели, лидер и лидерка. Па нели ке зелениве имаме Аналена Бербок и овој Роберт Хабек, така? Некои такви принципи. И јас очекував таков принцип. Уствари не знам како види, непристано се прашуваме како родово се изјаснуваат овие двајца во двоецов. Може и тука се внимава на тој родовиот принцип, не знаеме. Меѓутоа, ова иновација за прв пат во Македонија претседател и генерален секретар се означени како двоец. До сега Македонија лидерот, претседателот ги водел партиите. Ова е нешто ново. Значи, да, и според она што е во јавноста, во митолошкиот дел од јавноста, да. Значи, јас имам експертиза во политичка митологија. Тоа ми е... Не, имаш, нема глупост што не се зборува гладов, што не доаѓа до тебе и која што нема да ми ја пренесеш. Тоа е... Да, и која што нема да се изнасмееме заедно. Значи, никогаш не сум поверувал на ниту една не можеме слободно глупост. Знаеме во емисија си кажеме ти. Од времето кога оние одсерава, нели, нешто го бркаа тој политичарот што го фатија, нели, како беше, па претходно, од тогаш ја не верувам во глупостиве, нели, од федерализациите, но во однос на Ордановски ни велат да не сме ги помагале во подкастот. Не, види, тука мора да кажем. Најчесто види, со Сашо и со Боријан, најчесто во ништо не се согласуваме. Јас све се согласувам. Да, јас сум со Рашид. Меѓутоа, здраво е да има повеќе медиумски производи со кликови, нели? Кликови, гледаш, ја почнам како тебе. Се одлучува што и како ќе се следи на крајот на криштата. И секогаш интересно, се седне и со нив двајца, да се направи муабет, нормално да ќе промовираме се што е легитимен медиумски производ. И со ѓаволот лично само за да дознаам кој е пеколниот план на Ковачевски и на Зечевиќ. Како се викаше на латински, контрадикција на джекто. Во ист пеколен план, не план, После го пеколин. План и Зечевиќ и Ковачевски. Чекате малку. Ама луѓево има цело време се збори тоа. Во јавноста веќе е аура дека они имаат план како да останат. Кој ги сваќа озбилно во јавноста, би липчај да каже? Сериозен новинар е Геровски, да речем. Кого он сваќа сериозно? Па он им ги пренесува пеколните. Ама не види нијансите од пеколните планови. 100 пати сме збориле, па и со него сме дебатирали, нели? Геровски човек кој што во новинарството во моментов се етаблира многу јасно, така? Како еден од главните... Не бе, Геро е шампион, ја не викам не. Меѓутоа, он има обврска, кога ќе дојде до информација да ја пренесе, така? Нема се, ја до какви информации... Не, види,
Добро, тоа што доаѓа до тебе не се информации. Ја тоа ако го не дај Боже. Ако јас почнам да објавувам се што стига такво до мене, па дока смака ќе биде Guardian. Споредено. Не, добро, ама не, ке тебе најчесто не доаѓаат интересна работа, не доаѓаат ке тебе вие гадости околу тоа кој со кого спие и тие работи. Не, тие доаѓаат, ама ја одбивам да ги не, тие не доаѓаат. Меѓутоа, вие како беше на последно на што го слушна? Дека Груевски од Будимпешта ќе значи пеколниот план на Ковачевски за дел 2. Одиме, почитувани слушатели, со една многу важна компонента на пеколниот. Ајде чуеме. Значи, имаше суд во Страсбур. Одлучуваше судот во Страсбур околу овие жалби на тие пресудите од СЈ. Што се случи? Судот од Страсбур рече дека во овој момент не е надлежен затоа што не стигнале до врховен во Македонија, не ги поминале сите постапки. Инстанци се вика. Инстанци. Пушти втора камера и Ивица тука како гледа запажливо, ве молам, значи каква е оваа режија, значи сега гледај ти загрижено да ви кажам. Значи, што се случува? На Груевски му рекле: не е проблем. А кој му рекле? Или тоа не, добро, окей, не е битно. Му рекле, добро. Кој го спроведуваат пеколниот план. Добро. Му рекле на Груевски: сега ќе одработиш да се смени уставните измени, ќе ни најдеш 8 пратеници од ВМРО ДПМН. За после ова 8 е магичен број изгледа, која стана збор за тоа. За да се донесат уставни измени и после тоа преку Страсбур ние ќе те пуштиме заедно со сите други. И тоа е всушност пеколниот план. Добро. Му викаат прво да испорачаш за да се смени ова со Бугарија, па после ќе те пуштиме. Добро. Дали оваа нијанса на пеколниот план на Ковачевски и Зечевич според тебе има? Не, па се смеевме, нели? И тоа види, слушнавме од луѓе кои што ги сметаме за сериозни, можеби наше проблемот не е нивни. Овакво. Прво, Груевски не е во држава 6 години. 5, колку не? Второ, мислам дека ниту СДСМ сака да се врати Груевски во државата, ниту ВМРО ДПМН сака сигурно да се врати Груевски во државата. А најмалку од сите Никола Груевски сака да се врати во државата. Не го знам тоа. Значи, не е битно. Тоа е моја анализа околу не го знам тоа. Оваа нијанса на пеколниот план. Но јас мислам дека Зечевич. Обсесијата со Груевски на СДСМ е една фиксација која што треба да престане. Човекот е во Будимпешта, таму е азилант. И сигурно на крај памет не може да безбедува дека мнозинство во Македонија. А тој што е правел овој сплетот не знам дека како ти кажам, седи ли некој некаде на маса ги смислува вие, удбали ги пушта, па као за актер, многу, знаеш, од кога ќе отвори уста со ваква работа, гледаш дека е тотална нелогичност. Како луѓето се лепат на вакви работи? Што беше, имаш уште нешто, чекај, од таа маса? Ова беше централната теза. Централната теза. Добро. А веројатно спонзорите тие што викаат, кои се веројатно што Америка, ЕУ, Брисел, Макрон, така? Не бе, ти баш. Да, они со Бајден се на линија, вие. Таму се нарачуваат пресуди у Страсбург, тука кај нас овие што нарачуваат дилериве среди таму поплат. Не, многу ми е интересно, мене морам да пофалам овој како се вика што бил предложен од општинскиот комитет на ВМРО за обвинител, што е сега главен? Кој? Бубевски, така беше, така? Да. Нели, видовме дека како влегол во обвинителство. Јак влез, морам да потцртам. Морам да признам дека оваква светлосна брзина на јавно обвинителство, ово обвинение што го покрена против Латас, па ја да сум брисал скринингот, го завршувам одма и викам, но поглавијата го затварам. Човеков е подопрен глас за нешто се случило пред ја да се родам, експресно обвинение, па и пасош ќе одзема, и сега врвот доаѓа на правната држава во Македонија, како мали Джокица разбира што е демократија, време на Мерка ќе носил забрана до Латас да се појавува на медиуми.
Па чекај бе. Види, по тоа се гледа дека не треба. Ја мислам дека таа мерка може да даде резултат само ако е трајна. Не, види, чека друга ти кажа. Ова се гледа дека обвинители не се бират по приоритетни листи од општински комитети. Прво не. Ова е срекна нова 49-та, ја ви сега како ќе забранува. Го кажав мојот негативен мерка да не се појавува на телевизија. Мојот став што обидував, нели? Реков дека се иземам од таа дебата, но во однос на ова со Судов тука не можам да се иземам. Луда работа е ова. Прво, од членов кај што гоната е ксенофобија и не знам таму што нема врска со ова. Нема ниту во еден дел. Океј, ќе се влече по судови. Второ, времената мерка е вау, нешто непознато за никое демократско општество. Далеку од тоа дека го оправдувам, го одобрувам чинот и така натаму, но мислам дека судски инстанции малку треба повеќе да судат по правото и да ценат по правото, отколку да ценат по народниот занес и по види, мора психологијата на толпата, знаеш. Значи види, очекувам од Бубевски во моментов, зашто беше толку експресно брз во оваа ситуација. Синоќ ќе чув уште еден пеколен план. Чекај, морам да се вратам прво. Ова пеколен план, дека ова било сега тест. Од ЕУ. Значи, ова било сега тест за вакви времени мерки да почнат да им удираат на сите, значи што се против, како се вика тоа, бугарите да влезат во уставот. И сега на сите, ова е исто пеколен план, ова е малку друга страна како го разбира пеколниот план. Значи сега на Зечевич и Ковачевски. Ме разбираш? И сега од легитимна дебата е како тоа ќе ми забранува, еве јас сум против. Ама џабе ти е легитимна дебата која имаш пеколен план на Ковачевски и Зечевич. Не, види, да беше Бубевски волку ревносен во покренување и обвинение против човекот кој што нападна полицајката ке бит пазар. Ама тоа не беше дел од пеколниот план. Не, дозволи. Не знам како ќе му симнев капа. Исто така, исто да се однесува и за организациите кои што станаа во против. Ај сега да не ширим. Не, морам да кажам. Значи, во Македонија се случи едно јавно, буквално политичко силување на жена припадник на полицијата. Некој не ја натера, шефови над незе. Изјава. Да излезе и да даде изјава дека не била нападната. Тоа не е силување. Жената ја напушта полицијата и сега е во Германија, таму си најде работа. Не, чекај Љупчо. Значи овој човеков што избран на листа од општински комитет, што сега глуми дека ја обвинител, така? Зашто? Не. За ова да покрене обвинение. И да одговара. Кое време е Бубевски избран од ВМРО-ДПМН? Појма немам, не е ни битно кога и да е. Не, да видиме чив пеколен план тој е. А не, Батали. Батали го има, ова ти е доказ дека обвинители треба да се бираат по препорака од професори од правен факултет, а не по приоритетни листи на општински организации. Стај го сега Бубевски. Не го оставам, како да го оставам? Како да го оставам? Ама го бараме пеколниот план, човече. Експресно покренува обвинение за работа што наводно се случила пред ја да се родам. Полицајка жена во униформа. Жена во униформа. Платена од државата за јавен ред и мир. Беше на јавна сцена силувана од оваа држава. Од нејзините претпоставени. Кој ќе одговара за тоа? Башка насилникот. Кој ќе одговара за тоа што се случи на полицајката? Кој ќе се извини? Кој ќе плати одштета? Бубевски тоа да ми каже. А не ќе се занимава со глупости. Овако. Емотивен сум затоа што ова е стварно работа која што е непростлива. И ќе ми зборува Маричич за скринингот, па ете ти го скринингот. Ајде сега казни ги сите во линија на команда, што ја натера, ја понижија таа жена да излезе на телевизија да каже дека не била нападната. Сите, од раководител сектор до министар до Заев. Зашто сите биле во таа линија. И стави ги во затвор. Да не се повтори никогаш. Срамота. Овако. Вчера од ДУИ рекоа дека ВМРО-ДПМН се заканувале со војна,
Дали може би... Не, тие се заканија со војна. Не, види. Дали може би, чекај сега да се вратам назад. Ајде. Дали може би војна е пеколниот план на Ковачевски и Зечевиќ? Види, прво, додека се води реална војна, нема играчки за таа работа. Второ, мислам дека малце треба да скратат на доживување сите од ДУИ, посебно Артан Груби. Војни во Македонија нема да има. И посебно ДУИ. Не сме В од војна да спомне. Додека не се извинат до сите граѓани на Република Македонија што го нарушија мирот во 2001 година. Значи се случува само една работа. Ова се вика обид за дефокусација. Овие велат излегуваат сериозни наводи од страна на ВМРО ДПМН дека постои корупција во владата поврзана со првиот вице-премиер, така се викаше. И проблемот што го имаме сега е што се брани овој се обидува да се брани со закани за војна. Две коцки ве молам. Значи го бараме пеколниот план на Ковачевски и Зечевиќ. Не, ова не е пеколен план. Ова е обид за заплашување на ВМРО ДПМН. Да го чуеме. Промена тезите, не, ова е стапица, знаеш. Се фрла национализам, мислејќи дека ова ВМРО ДПМН е ВМРО ДПМН 90-та година и дека се фати на таа јадица. Овие не се фаќаат на таа јадица, значи не им успеа тоа. Тоа беше за Арта Груби. Се надевам дека ова ВМРО ДПМН од 21 век и слуша подкасти на Сабајли и ме е јасно дека тие муабетите што им прават дека Зечевиќ е нешто вау, дека се уствари голем мит. Инаку одиме со гласот на народот. Колку сте одвратни, не сте свесни. Латасовштина тешка манипулаторска. Ви благодариме на вистина. Како? Колку сте одвратни, не сте свесни. Добро. Латасовштина тешка манипулаторска. За нас двајца велат. Добро, не, види, пак ќе кажем, ова зборовите што ги слушаш се... Ние само го бараме пеколниот план на Ковачевски и Зечевиќ. Ја не знам зошто вака, што ви сгрешивме толку. Значи, одиме понатаму. Љупчо Стојан вели, Љупчо, ти си рехабилитиран кај македонската јавност, ама седи си понастрано од заевисти. Ја да не сум заевист. Или Димитар тука да. Дали може би ти си дел од пеколниот план на Ковачевски и Зечевиќ? Да, јас сум во срцевината на пеколниот план. Без тебе нема пеколен план. Да. Цели 48 минути, почитувани слушатели, го бараме пеколниот план на Ковачевски и Димитров. Абе, чекај. Димитров отиде у комити, бе. Ивица, видели ти дека како дел од пеколниот план Димитров дојде на оваа страна? Го гледам на Канал 5. Човеков беше убава најава, има убави гости, ама некога беше здодевна емисија. Ама многу патриот. Многу се разбудил, бе. Чив пеколен план е тоа? Да го викнеме во студио да го прашам. Многу чудно, некако ја го гледам, викам, ле. Башка види се најде на насловни страни неговите на насловни страни по портали беа неговите станови и не само сега. Година дена на назад. Ние го пренесовме. Ја викам, стави уште еден разбуден патриот. Уште еден човек што ќе се бори. Како беше на Цацко и Сонели Јованка Тито, дај му уште еден орден. Дај уште една вест, викам, пишете што е ова. Значи, човеков се разбуди. Се разбуди. Пеколниот план да го разобличи. Ке го викнеме во студио, ке ни објасни веројатно. А дали пеколниот план на Зечевиќ и на Ковачевски уствари пеколен план на Заев и Филипч? Чекај, нешто те прашам. Се, ако овој пеколниот план е оваа епизода следнава ќе биде да бараме кој е тројанскиот конј во опозицијата, вака. Не. Така звучи. Не. Следната емисија веќе имаме се резервирано. Следната емисија ние
дали Атлантида се наоѓа во мала речица. А потоа имаме Хомер, тие пирамиди ке бараме и ние кој Босна што ги бара. Да. Имаме и за пирамиди, имаме и за ова, како се викаше, тоа масони илуминати стандард. Розенкројцерите. Значи тоа не може. Ватикан. Имаме за поврзаноста на Димитар Апасиев со култот Врија. Чекай, толку. За тоа емисија. Не знам дали... Ама не, види, ова... Дали забележувам приближување на Љупчо Златев и Левица според ова? Ова како да заврши веќе... Класичен вријаш е човекот. Не, ова како да заврши веќе овие... Ова размена која што јавноста бурно ја следеше, да. Пак идат по тоа третокласни медиуми тамо, ме оговараат нешто, али нема везе. Нека си тераат, слободно ја ги навлеков да се бават со мене, тоа ми беше целта. Наместо да се бават со озбилни работи на политичката сцена, они да се бават со мене. Нема, види, редно време од нив да видиме и сериозност. Тоа е факт. Не, тешко да се озбилат. Не, сигурно сум дека ќе видиме сериозност. Секој трет збор да име, сега измените на терминологија. Пцовка. Океј, ќе се приберат. Користат проститутки, вака, не може да правиш муабет со такви луѓе. Ќе се приберат. Ние сме сериозен медиум кој го бара пеколниот план на Ковачевски и Зечевич. Го бараме долго време, не го наоѓаме. Пак ќе ви кажам, доколку имате некаков нацрт, почитувани слушатели, како би изгледал пеколниот план на овие двајца, ве молам, пишете ни коментар, јавете ни се телефонски доколку го имате нашиот број, пишете ни било каде, затоа што ние бараме начин, бараме пеколен план, како да се... Значи, не ги подценуваме, туку напротив ги наценуваме, ги земаме сериозно, ликовите кои што ти ги спомна. Во однос на тоа колку сериозно тие си обавуваат функцијата, може да се види на секаде околу нас. Фонд за здравство. Дали паѓањето на фондот за здравство е дел од пеколниот план за рушење на Ковачевски и Зечевич? Не. Него тоа е резултат на нивната неспособност или на целите на заев за приватизација на фондот за здравство. Знаеш што насловна слика ќе ставам на оваа емисија? Бомба пекол од позадио на нуклеарки пукаат, Зечевич и Ковачевски и ја и ти од негде се надзираме. Не, молим те. Ама мора кликови да правам, извини. А инаку... Значи... Инаку изјава за јавноста мора да ти кажам, еве, има Рашковски кај што вели дали има латасовци во основното јавно обвинителство. Не, види га. Ова ти е. Еве, Рашко продава морал. Ова е само критика што јас би му оддал на мојот... Ај што продава морал, туку бил жртва на говор на омраза. Значи, колку треба да ја утнеш за Рашко да се вади на тебе? Тоа е прашањето. Значи, вака, која ќе отворам и да биде трагедијата уште поголема. Ивица, сите овие од сутурените излегоа да собираат поени на ова глупирање. Излезе и Заев да собира поени, излезе и овој како се вика и Рашковски. Стана и Цаци да ја види салата. Добро, сега да не ја навредуваме. Па не ја навредуваме, се зборуваме кој што е станал. Славјанка. Значи сите тргнаа да собираат поени на овој. Тоа покажува за колкава утка станува збор. Мене ми е малку век дегутантно да зборувам за таа тема. За која тема? За ова што се јавуваат од сегде. Иначе, тендерот за пречистителна станица во Скопје е завршен без ниедна забелешка. Тој тендер за кој го разрешува
Никој го доби? Таа австриската фирма, од каја не знам. Сега кај е проблемот? Таа што демек местеше? Да, ама Арсоска не го потпишува договорот. Па нема кој завршен тендерот. Ова е добро прашање. Дали Данела Арсоска е дел? Не. Не. Ама дај, оставиме да го довршам прашањето, човече, што е ова? Значи се враќаме назад, премота и режија, иако не може уживо сме. Дали Данела Арсоска е дел од пеколниот план на Ковачевски и Зечевиќ? Не. Одиме понатаму. Дали Бранко Црвенковски е дел од пеколниот план? А како? На Ковачевски и Зечевиќ. Нема манџу која го нема Бранко. Не, како беше она што те убедувале тебе, што ми јави? Дека кога се смеевме пред некој ден, кога беше? Добре. Заев го држи со некои бомби, Бранко сега ќе се повлече, ќе глуми опозиција, у даден момент настапува, ги поддржува овие што се на власта и ВМРО губи. Така беше? Да. Веќе видовме еден дел од пеколниот план, Ивица, со ти што кажеш. Не. Значи, има некој пеколен план, само не може ние да го видиме, немаме доволно метафизички познавања. Немаме доволно духовеност. Кога ги види, пак прашам, кој ги прави овие Па цел град збори дека имало некаков пеколен план. Добро е. Еве имаме еден слушател, ни го цитираат и Рашковски, кој вели: на нашиот народ му треба добар ќотек, некој да го исшамара. Значи ова со шамарање, ама ова претходно шамарање кам шикари едно друго. Значи ова со шамарање има генезу у држава. Вика Методија. Ама чекај сега, на Заев, на Лата смо се закачија за шамари. А кам Шикаров? Добро, сега он владата е кај кам шикуеше, тоа беше. Чекај бе малку. Фигуративно. Како бе фигуративно? Како може фигуративното, знаеш на што асоцира тоа? На робство. Ај нека спомне во Америка тоа. На Заев не смее да му се даде времена мерка за излегување на медиуми. На Заев треба по цел ден да му се даде да збори. Значи цел ден на Радио Лидер ние му го нудиме на Заев да застане и цел ден да збори. А тоа да не е пеколниот план на Христијан Мицковски? Да, ова е пеколниот. Значи, пеколниот план е го става Заев и цел ден збори. И цела држава ти е, значи паѓа рейтинг. Само вака оди на СДСМ надоле. А демек, пеколниот план исто на Христијан Мицковски да не е Димитар Ковачевски да збори постојано. Не може, ќе се измори за 20 минути. И Миле кога зборува? Си го видел некаде? Еве ти, имаме бе почнаа слушателиве да ни ги даваат пеколниве планови, да. Што е следно? Еве, вика: лесен е планот, тешко оди реализација, Методија вели. Кривични пријави за секој што стигнат до ВМРО, не свеќам. Уцена и 3 немаат пари за подкуп. Мене не ми делува како некој многу пеколен план. Ме очекувам. А добро, овој Богдан Илиевски со неговата емисија да не е дел од пеколниот план бе? Тоа не да е пеколен план. Тоа не да е. Драган и Горан кој е пеколен план? Драган и Горан сигурно. А Горан учел заедно со Жечевиќ. На слика ги има видено. Еве го. Значи Горан Момировски треба да го викнеме некој ден и да го прашаме за овој пеколен план. Ова е веќе. Значи треба да го викнеме затоа што Горан ги познава работите во однос на пеколните планови подобро од мене и од тебе. И мислам дека Горан може да ни даде одговор, таман одлична прилика да го поканиме. Почитуваниот колега, еден од посериозните, еден од најсериозните новинари во Македонија, ако не и најдобар новинар во овој момент, Горан Момировски, да го поканиме тука, еве вака јавно. Еве ни открие уште еден Ивица пеколен план. Најде чуеме. Слушатели. Ден пред избори експресно ќе се донесе Максим Димитриевски за лидер на СДСМ. Та-да-да-да. Ај вака се. Значи,
нема теорија. Така. Ова веќе личи на пеколен. Абе глупости се тоа. Се види се, ама не се, гледа се. Сега излегува овој, зборува против владата, го победи СДСМ, прави движење кое што е ново нешто, што значи контра СДСМ, за од 5 до 12 да стане лидер на СДСМ. Како го замислуваат бе тоа? Мислам, друго, како го замислуваат дека луѓето тоа ќе прифатат? Ивица, точно 1 час разговараме. Добро. Последен пат те прашувам, кој е пеколниот план на Ковачевски и Зечевич? Нема, цело време ти зборувам. Немаат план, тоа е пеколниот план. Почитувани слушатели, според поранешниот амбасадор и коавтор на оваа емисија Ивица Боцевски, нема пеколен план на Ковачевски и Зечевич. Јас си го поставувам прашањето, дали тоа што Ивица Боцевски збори дека нема пеколен план на Ковачевски и Зечевич, значи дека и тој е дел од пеколниот план на Ковачевски. За тоа Васко Ефтов ке мора да го прашаш. И Зечевич, но тоа ќе дознаеме во следното во центар издание, немој сега, те молам. Значи, те молам. Тоа ќе дознаеме во следното издание на Еспресо со Златев и Боцевски едишн пеколни планови. Дали ти се допаѓа едишнот? Не, морам да бидам искрен затоа што види, јас знам што те инспирираш, ова кога го планиравме, го зборувавме. Лјупчо е ја реагирам на еден начин, тој реагира на друг начин. Јас на пример ги игнорирам сите овие муабети кои што кружат низ етерот. Лјупчо се ги бележи и од тоа си прави вицеви по тоа. И одлучи тоа да го представи во емисија. Еве како би изгледало кога тоа што се зборува од луѓе што себе се сметаат сериозни, од политиката, од медиумите, па дури од бизнисот. Мене Лјупчо, тоа посебно ме изненадува бе, како луѓе во бизнисот, луѓе кои што заработуваат, не умеат да расудуваат. Почитувани слушатели, затоа што само поради ова глупост 3 пати ни се крена гледаноста, морам да ви кажам дека јас сум разочаран од вас. Верував дека на Балканскиот полуостров сме го надживеале Милан Тарот, но очигледно е дека човекот треба да се врати. Не сме созреале, се уште сме исти, се уште наместо сериозни теми од јавен интерес, наместо емисии за тоа како пропадна еврообврзницата и за десетици милиони евра бевте осиромашени, наместо емисии за тоа како во државата не се почитуваат многу закони, како се трошат вашите пари, вие сакате да гледате емисии за пеколни планови. Не знам како да ви помогнам. Затоа што, иако глумев цела емисија, прилично неуместно и прилично приметливо, прилично очајно, можам да ви кажам дека јас не знам да бидам ова. Јас знам да бидам сериозен човек кој анализира сериозни теми. Денес е 22 февруари 2022 година. Јас сум Лјупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација е на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.